Почитувани слушатели, од се срце ви посакувам Божи благослов. Не знам колку на секој му е познат текстот од Евангелието според Јован, 3 глава, но ќе прочитаме еден дел од 1 до 10 стих. Таму ни се вели вака: А меѓу фарисеите имаше еден човек по име Никодим, јудејски старешина. Тој дојде ноќно време при Исус и му рече: Рави, а Рави значи учител. Знаеме дека си дојден од Бога како учител. Зашто никој не може да ги прави чудесата што ги правиш ти, ако Бог не е со него? Исус му одговори и рече: Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, тој не може да го види Божјото царство. Никодим му рече: Како може да се роди човек кога е стар? Зар може повтор пат да влезе во утробата на својата мајка и да се роди? Исус на тоа му одговори: Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, тој не може да влезе во Божјото царство. Роденото од тело, тело е, а роденото од дух, дух е. Не чуди се што ти реков, треба да се родите од озгора. Ветрот дува каде што сака и го слушаш неговиот шум, а не знаеш од каде доаѓа и каде оди. Така е со секој кој е роден од дух. Никодим му одговори и рече: Како може тоа да биде? Исус му одговори велејќи: Ти си Израелев учител. И не го знаеш ли тоа? Вистина, вистина ти велам, зборуваме за она што знаеме и сведочиме за она што сме виделе, а сепак вие не го примате нашето сведоштво. Тоа се зборовите на Исус упатени кон Никодим. Но во сушност, што значи тоа да бидеш наново роден христијанин? Што значи тоа да си роден од озгора? Основниот цитат од Библијата што одговара на ова прашање е Јован 3 глава. Таму се раскажува како Господ Исус Христос разговара со Никодим. Тој беше познат фарисеј и член на Синедрионот. Тоа беше врховното собрание и суд на евреите. Никодим доаѓа при Исус ноќно време, за да му постави некои прашања. Додека разговараа, Исус му вели: Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, тој не може да го види Божјото царство. Никодим нова вели: Како може да се роди човек кога е стар? Зар може повтор пат да влезе во утробата на мајка си да се роди? Исус пак на тоа му одговори: Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, тој не може да влезе во Божјото царство. Зашто роденото од тело, тело е, а роденото од дух, дух е. Не чуди се што ти реков, треба да се родите од озгора. Прво му вели: не чуди се што ти реков, тоа е во еднина, алудирајќи точно на него, а потоа вели треба да се родите од озгора, што укажува дека треба целиот Синедрион и целиот Израел и сите луѓе да се родат од озгора. Зборот наново роден буквално значи роден од озгора, од небото, од Бог. Никодим навистина има потреба од нешто, има потреба од ново срце, од духовна трансформација. Наново раѓањето е Божјо дело, во никој случај човечко. Божјо дело во кое се дава вечен живот на човекот, на оној што верува во Исус. Согласно зборовите на апостол Павле во 2 Коринтјаните 5 глава 17 стих. Кој е во Христос, тој е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. Идејата за наново раѓањето ја содржи во себе и идејата да постанеш Божјо дете, преку вера во Исус Христос. Зашто апостол Јован, истиот Јован во 1 глава вели: а на сите што го примија, на сите што веруваат во неговото име им даде власт да станат Божји деца. Во некои преводи вели можност, во други право, но најточен превод е оној што вели власт.
И тука сосема нормално се појавува прашањето. Зошто човек има потреба да се раѓа одново, од Бога? Затоа што во Ефесјаните 2 глава 1 стих апостол Павле пишува или зборува следново. И вас, кои бевте мртви поради вашите престапи и гревови. Секој што не е наново роден, спаѓа во духовно мртвило. Во посланието до Римјаните 3 глава 23 стих апостолот пишува: зашто сите сгрешија и им недостасува Божјата слава. Ете затоа човек има потреба да се роди наново или одново, за да му бидат простени гревовите и за да има меѓусебни односи со Бог. Како може да се случи тоа? Во Ефесјаните 2 глава 8 и 9 стих се тврди: зашто по благодат сте спасени, преку верата. И тоа не е од вас самите, тоа е Божји дар. Не е од дела, за да не се пофали некој. Кога некој е спасен, тогаш тој или таа се раѓа повторно, од Бога. Духовно се обновува и станува Божјо дете, согласно со неговото ново право по раѓање. Да се родиш наново или духовно, значи да поверуваш во Исус Христос, кој ја плати казната за гревот кога умре на крстот. И така, ако е некој во Христос, тоа е ново создание, како што го цитирав пред тоа. Ако му веруваш на Исус Христос како твој спасител, ќе се замислиш ли врз тоа што Светиот Дух ти зборува во срцето? Ти треба да се родиш повторно. Дали би сакал да се молиш со молитва на покаяние? Дали сакаш уште денес да станеш ново создание во Христос? А на сите што го примија, им даде власт да станат Божји деца, на оние кои веруваат во Неговото име, кои не се родија ниту од крв, ни од телесна поход, ни од волја на човек, туку од Бога. Ако сакаш да го прифатиш Исус Христос за твој спасител, многу е важно да се помолиш. Самото изговарање на овие зборови нема да те спасат, но молитвата е комуникација со Бог. Единствено верата во Исус Христос ќе те спаси од твоите гревови. Оваа молитва е само еден начин да ја изразиш својата вера во Бог и да му благодариш за спасението што ти го дава. Можеш да се помолиш вака: Господе, знам дека сум сгрешил или сгрешила кон Тебе и дека јас лично заслужувам да бидам казнета. Но Исус Христос, Твојот мил син, ја зеде на себе казната што јас ја заслужив, така што преку вера во Него да ми биде простено. Јас сега му го вртам грбот на гревот и ти се доверувам на Тебе. Ти благодарам за Твојата прекрасна благодат и прошка за дарот што го даваш вечен живот. И на крајот се кажува со амин. Дали тоа што го слушна те доведе до одлука да го прифатиш Исус Христос? Гледај додека е време, зашто Божјата благодат се уште работи и те чека. Бог да ве благослови, почитувани слушатели. Амин.